Денза ги имаше сите предиспозиции да биде успешна. Германците имаа пари и желба да се испробаат во новото поле на електрификацијата, а кинезите силни амбиции да успеат во тоа. Треба да подсетиме дека Мерцедес при конструирањето на А-класата, на која беше базиран првиот модел на Денца, предвидел таа да има двојно дно во која би се сместиле батерии с незината идна електрична верзија. Build Your Dream пак беше најголемиот производител на батерии за мобилни телефони и првиот во светот што представи плагин автомобил. Коцкичките од мозаикот беа склопени, требаше само да се засукаат ракавите и да се сработи она што е планирано. Но, иако сите шанси за успех беа тука, не испадна така. Работата се разлече уште на самиот почеток и од најавите за партнерството до лансирањето на првиот електричен автомобил поминаа неколку години. А и тоа не беше она што треба да биде. Тој беше скап и се продаваше во само неколку големи кинески градови. Во меѓувреме, другите цврсто газеа и Денца ја загуби почетната предност, што како една од првите новоформирани марки на кинескиот пазар ја имаше. Продажбата од едва и неколку десетини илјади возила во наредните години и хроничниот недостаток на нови модели покажа дека нешто шкрипи во релациите меѓу Daimler и Build Your Dream, што на крај резултираше со пропаѓање на амбициозниот бизнис. Не докрај, бидејќи германците не се повлекоа целосно, туку задржаа символични 10%, но реално нивната улога се сведува само на неми посматрачи на се што ќе се случува. Тие всушност и досега беа тоа, факт што е поддржан со продажбата на своји 4 електрични модели на кинескиот пазар кои немаат никаква врска со Build Your Dream. Плюс на тоа формирано е ново партнерство со Гили, задолжено за електрична реинкарнација на марката Smart на сите светски меридијани. Јасно е дека нешто некаде се загуби во преводот, но и дека ниту германците, ниту кинезите се потрудија да го побараат тоа.